Веројатно завршил на некое буниште заедно со другите споменици од антифашистичката борба, кои што години исчезнуваа низ Скопје. Дел од нив најдовме на онаа депонија блиску до старата железничка станица. Седеа таму додека некој инвеститор не дојде и нека си ја прибра парцелата и почна да гради на неа. Таму не беше овој споменик, но беа некои други, така што мислам дека има некоја слична судбина. Да потсетам овој споменик на минатиот 13 ноември во 2014 година градоначалникот Коци Треновски на борците им вети дека ќе го постави повторно. Помина една година, нормално ништо не се случи, а во меѓувреме сега ветува некои други два споменици, односно две бисти на двајца партизани кои што до сега немале своји бисти во Скопје. Иако тоа на прва рака е за поздравување, тоа сепак не може да биде за поздравување во соодносот на застапеноста помеѓу едната и другата историја во Скопје. Потсетам, Ќосето, еден зликовац, еден убица е поставен пред судот на 10-метарски споменик, а овие двајца партизани кои што се одликувале со својата храброст и со своите организацијски вештини, ќе добијат две бисти, веројатно заедно со другите партизани некаде низ градскиот парк. Обновувањето апсолутно е можно, прашање на луѓето што се бават со споменична уметност да кажат дали е доволно да се направи копија или е соодветно да се направи некаков друг вид на спомен обележје, без да се нарушат авторските права на човекот што го направил споменикот пред кој знае колку декади пред да исчезне. Не сум кадарен да зборувам за тоа, но знам дека и на старите Скопјани и на семејствата на овие кои што биле стрелани ќе им биде драго ако тој споменик, тоа бележје се возобнови на некој начин.